Почнуваме со дебатниот дел, како што кажавме тука во студиото го имаме генералот Илија Николовски, председател на партијата на пензионери и пратеник. Господине Николовски, добре дојавте во студио 10. Добро ја најдов и благодарам на поканата. Вие сте председател на партијата на пензионери и ова гостување за кое ќе зборуваме за проблемите на пензионерите кои се актуелни во последно време, особено после протестите кои се повторуваат пред Сојузот на пензионери. Председател сте на партијата која екзистира 10 години, оваа година имате и еден јубилеј, декада на постоењето. Како сте задоволен од досегашното функционирање? Мислите ли дека постигнавте нешто за подобрување на стандардот на пензионерите? Јас сакам да го изразам моето задоволство што помниме 10 години од формирањето на партијата, јубилеј кој треба да се обележи и да се согледаат и резултатите, па и пропустите кои се покажале во тоа 10 годишно наше постоење. Мора да истакнам, и со тоа сум горд, што базичните цели во програмата кои ги поставивме во партијата, ние ги постигнаме, не сите, меѓутоа најголем дел од базичните цели во програмата се постигнати, како например, прво сакаме да се деблокира членот 37 од Законот за пензиско осигурување, тоа значи усогласување на пензиите 2 пати во годината, тоа успеавме. Важно за пензионерите исто е така, зацртавме дека ќе подигнеме границата за важење на возачите дозволи. Вие знаете дека во Република Македонија возачите дозволи важеа до 65 годишна старост. Ние успеаме прво од 65 да се тоа дигне на 70, а сега е на 75 години. И тоа се сите задоволни, освен приватните лекари, затоа што имускративме дел од бизнисот. А зашто дел од бизнисот? Порано, за продолжување на возачката дозвола, одеа на лекарски преглед на секои 3 години, сега одат на 5 години. И кога ме прашаат некој, вика, после 75 на колку години треба да продолжуваме, ја викам на 80. А после што, викам, тие што преживеат идат на 85 и така натаму. Понатаму, една од цел беше да се донесе измени и допуни на законот за пензиско осигурување на еден дел од дискриминирани припадници на одбранбено-безбедносните структури кои заминале под исти услови во пензија, а има разлика во пензиите од 100 до 200 евра. И тоа успеаме да го направиме. За некои мислеа дека е тоа утопија кога почна да ми се јавуваат, меѓутоа тоа го ние реализираме и постигнаме таа цел. Донесе закон за социјална пензија. Првпат во Македонија закон за социјална пензија. Сега не се задоволни со висината од пензија, али подобро нешто него ништо. Се подобрија капацитетите за згрижување на пензионерите и така натаму. Сега се бориме и во тоа ќе истраеме да се донесе закон за минимална пензија. Зошто? Затоа што во последно време, ради брзиот раст на платите, пензиите, иако имаме зголемување, односно согласување на пензиите не може да пратат тој брз со растот на минималната плата. Со растот на минималната плата, па и просечната плата. И просечната. 2017 година минималната плата беше 9.000, сега е 20.175 денара. Према тоа многу брзо, повеќе од 100% порасна. Ние се бориме да се донесе закон кој за минималната пензија, така да пензиите го пратат законски растот на платите. Ние платата, односно просечната пензија 2017 беше 13.000, сега е 19.150 денара. Значи 35% е зголемена просечната пензија. Меѓутоа се случува првпат во историјата да просечната пензија биде помала од минималната плата. Значи, затоа неминовно мора да се донесе закон и имаме разбирање и кај Министерката за труд и социјална политика и кај премиерот, и јас сум сигурен, ево од оваа место изјавам дека сум сигурен дека ќе се донесе закон за минимална пензија како што имаме закон за минималната плата. Понатаму, јас во парламентот неколку пати поставам прашање
за донесување на нова листа, за позитивна листа за лекови, со која се еден дел ослободуваат пензионерите па и сите граѓани од партиципација. Таа сегашна листа е стара 15 години, што е овака можда единствен случај во Европа. И на моје задоволство, кај новиот министер за здравство имаме разбирање и ево ги гледате почетните резултати, веќе се формира комисија за која треба да донесе одлука за проширување на позитивната листа, секако тоа мора со фондот за здравство. Понатаму се бориме и мислиме дека и во тоа ќе истраеме да се подигне лимитот за ослободување на пензионерите, односно на сите граѓани на 65 години за ослободување од партиципација. Ние кога дојдоме на власт, ова коалиција беше 14.000 и сега е 14. Минималната плата тогаш беше 9.000, сега е минималната плата 21.000. Према тоа, тогаш беше тој износ 64% од минималната плата, сега е 34% помал од минималната плата. Мислам, и во тоа ќе истраеме. Се бориме, например, за да се намали дискриминацијата на пензионерите при добивање на кредити, при осигурување и така натаму. Значи, има полно работи за кои се бориме и мислиме дека во тоа ќе успееме и со тоа се покажа оправданоста на постоењето на партијата на пензионери, затоа што сите одлуки се донесуваат во парламентот и откако сме ние парламентарна партија дојде до промена на некои работи. Иначе можеме ние да зборуваме, ја тоа и во парламентот, може да поднесуваме иницијативи, барање и така натаму, меѓутоа ако не си во парламентот, од тоа нема ништо. Добро, во поглед на она што е, да речеме, најактуелно, најударно секогаш што е висината на пензијата, дел од пензионерите се жалат на висината на пензијата и вие самиот кажувате дека не е доволна во однос на минималната плата, но прават споредби и со порано, велат дека порано растела повеќе за разлика од сега, не се задоволни со начинот на кој се пресметува висината на пензијата, тоа порамнување или како се усогласување со животните трошоци, како е методологијата. Сега сакам тоа да го објаснам. Значи, ние имаме до 2013 беше истиот метод на усогласување на пензиите како што е сега. Тоа е членот 37 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Тоа значи два пати во годината усогласување. Едно време беше 1 јануари и 1 јули, сега е 1 април и 1 септември. И околу тоа не имаме забелешки да не биде 1 април, него да биде од 1 јануари. Значи, од 2013 до 2016 ВМРО, кога беше на власт, го блокира членот 37 и почна еднаш во годината линеарно за сите пензионери да биде. И тоа беше 500-600 денари, ако се погледа. Например, ако е 5% у маса. И таков систем пензионерите треба да сватат дека таков систем во светот не постои. Значи, пензијата е економска категорија, а не социјалната категорија. Постојат социјални мерки за кои државата треба да им дава на оние социјално загрозени лица во државата и на пензионерите со ниски пензии, за што се ние бориме и залагаме и во тоа и успеаме. Сега да не го образложувам пакетот на социјални мерки кои се дава и на пензионерите и на другите социјално загрозени лица. И пензионерите треба да сватат дека нема во пензискиот систем нема термин покачување на пензиите, него има усогласување на пензиите. Тоа значи кога се замене во пензија, да пензијата не изгуби вредноста во односу на трошковите на живот. И затоа има два пати усогласување во годината. Кои плати два пати се зголемуваат во годината? Сега друго прашање е за висината на пензиите. Значи, ние се затоа залагаме да се донесе закон за минимална пензија, да не може да ја прати минималната плата,
Тоа би значило дека Да е поврзано со минималната плата. Да, со минималната плата и тоа владата има дискреционо право да повремено врши нивелирање на пензиите. Значи, без обзира на ова два пати усогласување, према трошковите на живот и растот на просечната плата, нивелирање на пензиите, ако се осети тоа во Словенија има таков систем, во јули месец, ако се осети дека минималните пензии и просечната пензија заостануваат, тука може да се изврши нивелирање, затоа што државата учествува со еден дел во пензискиот фонд и од тие пари може да учествува. Иначе, ако имаме уравниловка, никој нема да плаќа придонес. Кој ќе плаќа тие со високите пензии? И затоа не треба пензионерите да гледат во високите пензии. Тоа се многу мал број на луѓе кои имаат високи пензии, него треба да гледаме просечната и минималната пензија и ние како партија, повторувам, тука се залагаме за минималната и просечната пензија да се врши нивелирање на... Да. Добро, ајде да преминеме на оно што е исто така прилично актуелно сега, тоа се тие протести кои ги споменавме, кои се случуваат пред Сојузот на пензионери. Значи, пензионерско движење Тука сме, се нарекува, кое ги организира овие протести, неколку пати излегуваат, обвинуваат за нерегуларности во Сојузот. Вашата партија на пензионери ги поддржува овие протести. Можеме ли еве на јавноста да ја објасниме малку подетално зошто токму сега се случуваат протести пред Сојузот на пензионери? Прво сакам да кажам дека имаше манипулација од председателката на Сојузот на пензионери Станка Трајкова, дека партијата на пензионери е организатор на тие протести, ни на крај памет не ни паѓало ние да организираме протести против Сојузот на пензионери. Напротив, ние секој пат сме се залагале и јас се што знам и умеам во мојот живот имам направено да имаме добри односи со Сојузот на пензионерите и имаме со најголем број од здруженија, со некои добри, со некои одлични, меѓутоа за жал и со поранешниот председател на Сојузот на пензионерите и со сегашната на нив им смета едноставно партијата на пензионерите. Најверојатно што во таа партија постои зборот пензионер и малце се занимава со партијата на пензионерите, ја не манипулираат јавноста, иако ние јавно изјавиме пред изборите дека ќе ја поддржиме председателката, пошто беше единствен кандидат, и ево од ова место изјавам, нека се појави некој во државата, некое здружение каде Николовски или како председател на партијата се има мешано во изборите кои се спроведува. Меѓутоа, овие избори, како се спроведува, повод се да се формира ова здружение, односно движење Тука сме, ради тоа што овие избори се нелегални, нелегитимни, нетранспарентни, недемократски, па манипулативни, па за некој може да се каже и криминални. И затоа беше повод да се формира ова здружение, односно движење. Тука сме не се борат за власт. Тие се борат против начинот на собирање на чланарината, нетранспарентното трошење на чланарината сакат да знаат, на злоупотребите на трошењето на чланарината и манипулативните избори во некои здруженија. Јас не би рекол дека сите здруженија, меѓутоа во најголем дел манипулативни, нетранспарентни, нелегални избори. Зошто? Затоа што во некои здруженија, нема да ги именувам ниедно здружение, меѓутоа имате вие здруженија во Македонија каде се по 20 години исти луѓе и председател и секретар имате така. Имате здруженија во неколку кои беа по 20 години па на тие функции заминаа на оној свет, така има неколку случаи. Имате вие луѓе кои се на неколку функции имаат. И председател, например, председател на здружение, и председател, односно учествува во некои комисии, во управни одбори и така натаму. И е таков еден затворен круг да нема шанса да некој од страна влегне. Тоа се овака некои уникатни примери, ако некој успее да влегне во раководството на овие здруженија. И токму ради тоа,
мора да кажам да на повод беше изборот на председател во Бутел. Тој мисли дека е Сдруженијето негово и откако е формирано, он е председател, не може, никој ништо не му може, иако имаше докази дека има криминал кај него и така натаму. Како работат они? Тоа председателот си има свој управен одбор, си има свое собрание. Сите тие се на одреден начин стимулираат, например, се добиваат надоместо за учество на седници, за учество во некои комисии и така натаму. Ќе ги подмитат и тие не дозволуваат парите да одат кај некој друг. Значи, од 335.000, можда 1% и користи бенефициите од чланарината која има. А за жал, односно за некој за среќа, таа чланарина не е мала. Имате вие здруженија кои имаат на сметките по 500-600 илјади евра, кои не знаат како да ги потрошат. Се декларираат, например, дека се и треба да бидат непрофитабилна невладина организација, од каде им пари да купуваат, например, деловни простори по 200.000 евра, по 180.000 евра, или например, имате овакав еден уникатен пример за кој слушам дека е поведена постапка во антикорупцијска комисија. Сојузот на пензионери на градска општина, кој нема никакво оправдување па и таков сојуз да постои, има еден дом, рекреативен дом за пензионери во Катланово. Со знаење на председателката на Сојуз на пензионери. За жал, покојниот председател, сега новиот, го имаат издадено под концесија на 30 години, не на некоја фирма од Велес. Викаат дека е тоа за 300 евра. Сега, колку поред тие 300 евра имаат они земјане, тоа е друга работа. А 60 и нешто соби, ние не можеме канцеларија да изнајмиме за 300 евра и можете да замислите која е таа злоупотреба, која е таа неодговорност кон своето членство. За жал, во Македонија не постои закон за контрола на невладините организации и така се створи тој нов феномен да еден дел од невладините организации бидат криминализирани. И токму затоа се и подготвува нов закон за невладините организации. И сега да се вратам на тука сме зашто се бори. Добро, вака ќе продолжиме. Многу пари се сливаат во Сојузот на пензионери и ќе зборуваме за тоа, ќе зборуваме од каде се тие пари, како доаѓаат. Овие суми кои ги спомнувате воопшто не се наивни, бидејќи се прават цели истражувања, цели новинарски приказни за многу помалку. А ми се чини дека состојбите во Сојузот на пензионери, доколку се такви какви што кажувате, некако поминуваат под радарот на јавноста. Ќе продолжиме за тоа, но имаме ни еден подготвен прилог од пред 2 дена кога беше протестот во Бутел, таму беше колегата Сунај Сабриевски. Да го видиме прилогот за да видиме што се случуваше, па ќе продолжиме со разговорот. Само погледни го статусот на пензионерот во оваа трула државичка која ни е водата рами. Нели гледате пензионерот е на маргините поставен. Ваков е ставот на дел од пензионери кај кои чашата се прелеала. Незадоволни од статусот кој го имаат воопшто во Сојузот на Сдружение на пензионери. Револтот е заради незадоволството од нерегуларни избори, од неинформираност на пензионерите, самоволие на здруженијата, неправилна распределба на средствата пензионерски. Револтот го подгреале функционерските плати кои пораснаа за 78%. Погледнете, нас 8,4% ни ја коригирала пензијата, а на господата 78 буџетари, што нивните пари ги заработува они, овие бившите заработени средства се производ на материјално производните работници. Така ли е? Непотизам, корупција, нетранспарентност. Председателка која е блиска до функционерите, но не и до пензионерите. Фалсификат изборите во Сојузот на пензионери на високото ниво и фалсификат во сите други скоро општински организации на Сојуз на пензионери. Парите на пензионерите немаат извештај нити на веб страница, нити никаде. Они се дојдени само заради парите.
Врхушката во здруженијата, во ограноците се луѓе алчни за пари, гладни. Поделбата е направена. На една страна се ербати и мангупи, а на друга страна се изиграни, обесправени пензионери. За сериозните обвинувања на пензионерите, упатени кон председателката на Сојузот на Сдружение на пензионери Станка Трајкова, побаравме одговор. Но од Трајкова молк. Останаа многу прашања неодговорени. Каде се трошат парите, чланарината, транспарентноста, легитимитетот на Трајкова, но и клучното прашање за сомнежот на корупција. Да, тука само една мала корекција од моја страна. Не се работи за протест пред Бутел, тоа беше предпоследниот протест, ова е од последниот пред Сојузот на пензионери на Македонија. Генерале, гледаме што кажаа за време на протестот, а исто така слушнавме дека телевизија 24 побара став о Сојузот на пензионери, како што треба да се направи, но таму воопшто не добивме никаков одговор, ниту коментар на протестите. Сакам да се вратиме на темата Сојузот на пензионери. Познато е како се финансира, од каде добива пари, но ми се чини дека во јавноста некако тоа поминува прилично незабележливо, а се работи за организација која собира, акумулира многу пари директно од пензиите на пензионерите, и тоа е така, бидејќи според законот е задолжително на некој начин парите од пензијата да се одвојуваат и за Сојузот. Прво за околу ова беше последно на 6-ти овој протест. Да. Во исто време Сојузот на пензионери организираше ревија на песни игри во Кочани, затоа голем дел од пензионери беа таму, годишни одмори и така натаму. Сега околу парите. Значи, нашата земја е единствена земја од бившите ЕУ простори, па и во Европа, јас не знам таква, каде државата собира чланарина за пензионерите. Значи, никаде тоа го нема, тоа е единствено. И видите зашто се бори ова движењето тука сме. Они се борат да се раздвои таа манипулација која прави Сојузот на пензионери, дека овие сакат да се укине солидарниот фонд, дека се загрози. Тоа е чиста манипулација. Не, они не се борат да се укине солидарниот фонд, него се борат да давачките за солидарниот фонд и чланарината не бидат зависни, да не бидат зависни меѓу себе. Затоа што сега е така направено да кој е примател, односно давател на пари за солидарен фонд, мора да плаќа и чланарина во Сојузот на пензионери. Они се борат за членот 115, 116 и 117, каде тоа регулирано, да се раздвои чланарината од солидарниот фонд. И кој сака да членува во Сојузот, односно во Сдружение на пензионери, нека се изјасни дека сака. Иначе има тука толку многу манипулации. Они се земаат таква право, таква власт, да они не дозволуваат, например, ново формирани издруженија кои имаат околу 1000 членови. Они сакаат да тоа бидат помасово ексклузивно право. Ево, сега има пензионерско здружение, Чуче Сандево формирало. Немале 2000 членови и не ги примат во Сојузот. А каде одат нивните пари? Значи, одат во Сојузот, ги троши овој во Бутел. Врапчи ще формира здружение. Сега сакат Зеленикови, да не ги набројувам, и они земат за право, вика, мора да имате 2000 члена за да ве примиме во Сојузот. А овој прашат каде нашите пари одат. Или не дозволуваат да се формираат здруженија, они си земаат за право здруженија например, на професионално ниво, здружение, например, на просветни работници, постои здружение на воени пензионери, постои здружение на припадници на Министерството за внатрешни работи, значи, они такво експлозивно право си земаат и се заборавија во тоа нивна занесеност и така. Но генерале, ако таков е законот, значи, ја мислам дека, не знам, имали процент, веројатно дека 99% од пензионерите сакаат да имаат солидарен фонд. Ако не е 100%, не знам. Добро. Значи, се работи за страшно многу пари кои се сливаат во таа организација. Солидарниот фонд фактички управува ПИОМ.
ПИОН врши работи за Сојузот на пензионери. Колку пари се слеваат во Сојузот на пензионери? Имаме ли пресметки, знаеме ли? Па видите сега, ево да речеме овака, 300.000 пензионери, по пола евро месечно, 150.000 евра месечно се слеваат од чланарина. Секој месец? Секој месец. Минимум, тоа е околу 160.000 евра секој месец. И добро, како се подобрува животот на пензионерите со тие пари? Со тие пари животот на пензионерите ништо не се подобрува. Имат некои ваучери, некои пакети, некои издруженија даваат нешто на тие социјално загрозени, меѓутоа тоа е миниатурно, нетранспарентно, нелегитимно, како да ви кажам, затоа што се они толку затворени во себе, во раководството на здружените има така наречена шурарска, баџаначка, братучецка и да не кажам дружба. Значи таков непотизм вие имате на пример во Сдружение на пензионери каде е сопругата секретар. Он е председател, сопругата е секретар, братучедот негов е тоа и не може никој да влегне. Тоа е тако и тоа со години е така. Сдруженијата на пензионери во другите републики, они се бават со проекти, работуваат пари од проекти. Имаше случај пред некоја година, Сојузот на пензионери на Словенија, Хрватска, Србија, беа понудили на Македонија во еден проект да учествува. Кај нас го 6 месеци чували, не сакале да го потпишат, затоа што они имаат пари. Место да работат на проект. Немаат потреба да се мачат за било што. Потреба да се мачат. Добро, што прават со парите? Имате ли некаква информација? Се работи за навистина многу пари месечно. Со тие пари они имаат разноразни надоместоци. Например, има надоместок за председател на, ево да земеме секретарка, односно председателката на Сојузот на пензионери. Она има надоместок што е председател на Сојузот на пензионери. Сега не знам точно колку да ви кажам. Има некаде 16-17 Има таа иста, например, така зборуваат дека 16 до 18 дневници месечно зема во Сојузот на пензионерите. Дневницата сега точно не знам дали некои промени имаат, беше 1200 денара, а во државата е 800 денара. Трошење на гориво, репрезентации и така натаму. Поред тоа, таа иста председателка што е како да кажем, неетички од 335.000 пензионери, она е и член на управен одбор на ПИОН. Сама се предложила таму. Член е на издавачки одбор на Сдружението Пензионер, односно вестникот Пензионер Плюс, па тоа е прашање за тој вестник, тоа е како приватен вестник и така натаму. И не само она, такви се сите. Значи, еме председател на Огрнок, еме председател на собрание, еме учествува во некои комисии и тоа е еден дел, една група на пензионери имаат надоместоци и имаат скриени трошоци, односно скриени финансиски средства. Се зборува дека имаат пари на штедни книжки. Нема транспарентност да објават на веб страната како што се обавезни да објават поставки и така натаму. Сојузот објавува нешто на веб страната, али објавува само приходи и расходи така, каде се тие расходи, по што се потрошени така таму. Токму ради тоа тука сме бараат транспарентност каде се трошат тие пари и бараат да се промени изборот, да се ограничи мандатот на функционерите во Сојузот. Добро, вие ова е последно прашање на оваа тема. Вие сте дел од владеачката коалиција, вие сте и пратеник. Зборувате за законски измени да се одвои солидарниот фонд од членарината. Иницирате ли тогаш такво нешто? Може ли такво нешто да се случи? Ние не сме иницирали како партија тоа и немавме намера да го иницираме баш ради добри и коректни односи. Меѓутоа, тука сме, имаат намера да поднесат барање, имаат сега некоја и представка до Уставен суд, колку знам. Зборувате за Сдружението кое протестира? Да, Сдружението имаат намера да поднесат иницијатива за измени и дополна на Законот за пензиско и инвалидско осигурување и доколку поднесат, ние како партија тоа ќе го поддржиме, затоа што би било нехумано, неетички да не го поддржиме се што е за правата на пензионерите. Ево сега еден случај, само да ви кажам. Сега кога беше законот за врнителите, например, коалицијата на власт беше против
донесувањето Да, на тој закон. да. Јас гласав за, затоа што нехумано, неетички, кои со 2001 година заедно бил со овие, да јас гласам против. И ова би поддржале. И кога сме кај бранителите, ние како партија ќе направиме се да се донесе измени закон за бранителите, меѓутоа јас би поддржал и закон за сите настрадали 2001 година. Например, секое дете кое е настрадало или му настрадале родителите, тоа треба да биде еднакво под законот. Мајка, дали е албанка, дали е македонка, кога и погине синот, на исти начин жалат. Крвта е црвена и кај македонецот и кај албанецот, и према тоа можда треба и да се размисли за еден овака посеопфатен закон да се донесе за сите кои се настрадали од 2001. Али овој законот за бранители ние апсолутно ќе го како партија го поддржуваме и јас веќе правам некои напори во собранието да се ипак донесе таков закон. Добро, да преминеме на политиката со ово време кое ни остана. После вчерашната лидерска средба евидентно е дека нема договор меѓу власта и опозицијата. Прашање е дали има приближување на ставовите, се чини дека е прашање на перцепција, едни велат дека има, други велат дека нема, но сумирано од она што се случи е дека дека прво премиерот Ковачовски понудил една поширока влада да се оформи и да се извршат уставни измени во таа влада, но дека лидерот на ВМРО-ДПМН побарал да се исто така проширена влада, но без дуи, како што кажа, уставните измени да важат откако Македонија ќе влезе во Европската Унија, но исто така тука има и побарали гаранции за македонскиот идентитет од Европската Унија и спроведување на судските одлуки од страна на Бугарија. Како гледате прво на лидерската средба и на исходот од неа? Јас прво за лидерска средба сакам да поздравам што дојде до лидерска средба, иако до таква лидерска средба требаше да дојде порано. Сега прашање на форматот. Ја не можам да сватам председателот Мицковски на опозицијата како и не објасни што бараше тетата средства, не објасни кои се причините да бара да бидат само они двајцата. Значи и околу форматот. Добро е што дојде до лидерска средба, затоа што мора да се пронајде некој компромисно решение. Прави лидери треба да бидат подготвени и на компромиси и да донесуваат и политичко ризични одлуки, али кои се во интерес на државата, во интерес на граѓаните. Само такви лидери, например, ево Заев беше вака политички ризични одлуки донесе, меѓутоа не дојде до подпишување на Преспански договор и Македонија постана членка на НАТО. Према тоа и овие лидери треба да најдат компромисно решение, да се дојде до конечно решение, до уставните измени и да не дојдеме прв пат во историјата запишано да Македонија сама себе се блокира, не од надвор, него ние однатре. И лидерот на опозицијата тоа мора да го свати, ако сака да влегне во историјата како човек кој не ја кочил државата да влегне во Европската Унија. Тоа е интересно затоа што оваа опозиција, односно ВМРО-ДПМН, беше прва партија во Македонија која донесе декларација дека сака Македонија да влегне во НАТО, дека Македонија сака да влегне во Европската Унија. Меѓутоа, со тек на времето ВМРО постана најголем кочничар за Македонија да влегне во НАТО, па сега и да влегне во Европската Унија. Ние знаеме што се случуваше од 2008 до 2016. Ева му историска шанса да се испери и да докаже дека ВМРО не е против Европа, не е антиевропска партија. Онака како се однесуваше, како ги именуваше ставите ни крив ни должен, ја би рекол, он си навлече на себе имидж дека ВМРО е
антиевропска партија. Ево им шанса сега да докажат. Добро, нивните аргументи се поинакви, они велат дека го бранат македонскиот идентитет. Како гледате еве конкретно на ставовите на СДСМ, се извинувам, на владата и на ВМРО ДПМН во поглед на тоа како да се оди напред? Еве како гледате на ова што го кажа Мицкоски, дека они би прифатиле широка влада, но уставните измени да важат кога Македонија ќе влезе во Европската унија, и во поглед на тоа дуи да не биде дел од владата, што е интересно, дуи веднаш одговори дека се подготвени на такво нешто. Значи, храбрува фактот дека веќе сите партии покажуваат подготвеност за некои компромиси. Тоа Така гледате на тоа вие? Да, тоа храбро дуи веќе реагираше дека они се подготвени така натаму. Меѓутоа, ова што се бара, и ја би сакал да биде така, меѓутоа тоа значи промена на преговарачката рамка. Тоа е спротивно на преговарачката рамка. Тоа е спротивно на преговарачката рамка. И немој ние да очекуваме да се занесуваме дека ќе успееме да ја промениме преговарачката рамка. Преговарачката рамка после толку време, ипак јас би рекол дека францускиот предлог е поповолен за Македонија него што е за Бугарија. Со францускиот предлог, сега ако треба ќе го образложувам, тоа Бугарија многу повеќе изгуби него што Македонија доби. И ова околу идентитетот, јас тоа на лидерска средба кога имам го реков, јас не памтам во поновата историја дека некоја нација изгубила идентитет, дека некој ја асимилира, како што ние стално употребуваме изрази бугаризација, албанизација, србизација и така натаму. Јас тоа не го памтам, некој успеа, ако не успеале во 19-тиот, во 20-тиот век, во 21-иот век некој мене да ме асимилира, да ме бугаризира, јас од такви комплекси немам дека некој може тоа да го направи. Меѓутоа, за жал, во нашето непосредно окружување па има распад на држави. И ние треба да водиме сметка за државата и не смееме онака како се однесува опозицијата према нашите стратешки партнери. Ние треба да знаеме да не беа меѓународниот фактор, да не застанеше, да не одлучеше дека треба да постои држава Македонија, немаше да има. Значи, благодарение на американците, таа теорија на Мицотакис, што беше во тоа време на Милошевич, тие теории паднаа благодарение на поддршката на Запад, особено на американците. Ние знаеме дека за прв пат во историјата терминот превентивна дипломатија се употреби во Македонија. За прв пат во историјата сили за превентивни сили дојдоа на границата на Македонија. И тоа треба да го цениме и треба да го цениме фактот што меѓународната заедница е загрижена, али истовремено не поддржува на патот кон Европската унија и поддржува интеграциите и треба да го искористиме фактот на геополитичката ситуација овде која е многу поволна за нас и не треба да бараме некои изговори, те идентитетски прашања, нема идентитетот, нема ние да го изгубиме. Јас очекувам, односно со подпишувањето на договорот за Фронтекс видовме дека македонскиот јазик е признаен од сите и така натаму. Меѓутоа, не би сега сакал да шпекулирам, се очекува до крајот на овој месец една од големите сили исто да декларативно се изрази дека македонскиот јазик, македонскиот идентитет и така натаму се признава и очекувам дека Европската унија ќе направи се што е возможно да се докаже дека не е загрозен македонскиот идентитет. Тие флоскули што некој кога ќе слушам млади политичари, јас сакам во Европската Унија да влегам, ама како македонец. Како што ќе влегнеш во македонец? По Македонија е единствена држава во светот во која зборот Македонија постои. Каде? Македонија е единствена држава во каде што се зборува македонскиот јазик. И после толку години некој да мисли дека ќе ми биде загрозен македонскиот јазик, па сега ако да не бидам вулгарен, ако некоја будала ќе во Бугарија ќе изјави дека не го признаваме македонскиот јазик и сега средствата за информирање во Македонија сите тоа ќе го пренесат, а позитивни примери не
пренесуваат, например, ево, јас не запазив, имаше една група на интелектуалци која доаѓа во монополот да се поклонат на за евреите. Многу малце средствата за информирање тоа го пренесува. Не пренесуваат исто други позитивни примери кај интелектуалци, меѓутоа ако нешто некој кој е екстремен, Джамбаски или порано Каракачанов и така натаму, тоа веднаш се пренесува. И сега кога сме кај Каракачанов, јас сум поставил прашање на опозицијата. Па кој го пречекуваше Каракачанов? Кој ги промовираше книгите на Каракачанов? Вие го тоа правите. Кои се преседателите на клубовите, на бугарските клубови во Македонија? Сите се ВМРО-вци. И сега испаѓа дека најпатриотската партија е ВМРО, ќе ни бил загрозен идентитетот. Јас не гледам дека македонскиот идентитет ќе биде загрозен. Напротив, со влегувањето во Европската Унија, ние многу ќе добиеме и немам право јас, како поединец, како политичар кој се бави да спречувам перспективата на младите генерации. И сакам во историјата да влегнам како човек кој се борел да мојата земја, Република Северна Македонија, влегне во историјата како човек кој се борел за евроинтеграција. А генерале, дали се изненадевте од ставот на Дуи, бидејќи дел од јавноста навистина се изненади, што веднаш онака одговорија на прва, дека јас прочитав и ставови дека ова е за прв пат некоја владеачка партија да каже дека ќе прекине да владее едноставно, доколку е тоа за некакви други повисоки цели. Се изненадевте ли од овој став? Лично да ви кажам, јас се изненадив и ова е вака голем плюс за Дуи. Значи, сега покажа дека кои се целите на Дуи, дека Дуи е за евроатлантски интеграција и така натаму. Лично очекувам дека мора да се направи некој компромис, дури очекував јас може да се понуди некоја широка коалиција да се направи како 2001 година. И тоа не е ништо страшно да направиме една широка коалиција која... Но колку сега овој став на Дуи ќе биде притисок врз Мицкоски, бидејќи едноставно најсилниот аргумент што му беше, сега не знам... Ја не знам Мицкоски кои аргументи веќе може да ги има. Значи, вие знаеме колку пати он своите ставови ги променеше. Јас не сеќам под диктат на Бугарија и така натаму, тоест диктат сега ова беше нешто што беше за наблюдувачите, нешто што сите би кажале дека е најневозможно. Сите ќе кажат па нема шанси. Зошто Дуи би прифатиле? Што едноставно што им е гале. Значи, ова е голем плюс за Дуи, а сега не знам Мицкоски како после сето тоа ќе каже. Значи, ако е Мицкоски проевропски, ево му шанса, историски шанса да сите етикети и од него и од ВМРО се скинат. Ја не можам да сватам некои млади политичари. И затоа сум оптимисти. Има тука млади политичари, изваредни луѓе со кои имам неверојатно добри односи од ВМРО и така натаму, дека ќе бидат против тоа. Ние немаме право да бидеме ние кочничари, да влегнеме во историјата дека Македонија сама себе се блокира. Местото на Македонија во Европската Унија, тоа треба да го сватат. И тие што имаат некои симпатии према Русија и така, зашто нивните деца не ги пратат да студираат во Русија? Зашто нивните деца не ги пратат да работат во Русија и така натаму? Не знам што таа Русија има направено добро за Македонија, не можам да сватам ја тоа, па и за регионот овде. Да, но гледаме дека на социјалните мрежи, во јавноста, во Македонија или еве да речеме во етничкиот македонски кампус, ако ги гледаме и така работите, има една силна поддршка, симпатии за Русија, за руската политика. Ние за прв пат во Македонија имаме парламентарна партија која отворено се залага за дава поддршка на Русија, дава поддршка на руската агресија врз Украина, се залага за раскинување на односите со НАТО и со Европската Унија. Како гледате на тоа? Загрижувачки. Најкратко речено, загрижувачки, видите како возрасен човек
загрижувачки за да млади луѓе во 21 век така гледат. Ја можам да ги сватам пензионерите, некои пензионери на тие контактните емисии Сабале кога ги слушам, се однесуваат како да сме во несврстана Југославија, така дискутираат, меѓутоа млади луѓе одат на запад, а гледат на исток. Тоа не можам да го сватам и тоа е загрижувачки. За жалост, не го спомнив името на партијата, се знае, сите знаат која е тоа партија, парламентарна партија, која е отворено и со симпатии гледа на, ја би рекол, не можам да кажам специјална операција, агресијата на Украина врз Русија, со симпатии гледа, имаат оправдување и за жал има и некои други така помлади па и повозрастни луѓе кои имаат оправдување и не само во Македонија, во регионот и ви имате најголемо српско влијание, односно руско влијание во Србија, имате за Бугарија да не зборуваме, за постарите генерации, меѓутоа видите сега во Бугарија со овие денови имаше протести баш против русофилството во Бугарија, затоа што Бугарија е оддалече од Европската унија, од НАТО, така да не знам колку. Но, да, епа тоа сега да ве прашам, но има една работа која тоа толку не е видлива во јавноста, која може да се гледа и од агол на последната посета на американскиот сенатор Марфи, кој беше директен во пораките дека доколку не се случат, не продолжи европскиот пат на Македонија, тоа може да влие и врз односите на Македонија со Соединетите американски држави. Тоа се разбира, сето тоа се гледа во контекст на војната во Украина, на релациите на Македонија со останатите големи сили и така натаму. И тоа е она што не се гледа во јавноста, тоа е како нашите стратешки партнери, пред се Соединетите американски држави, гледаат на расположението во земјава. Некои велат дека постои опасност, навистина постои опасност по односите на Македонија со Соединетите американски држави поради русофилството во земјата и дека тие го гледаат тоа и го нотираат. Бидејќи на крајот на краиштата знаеме дека меѓународната политика е склоп на интереси, а не на љубов, дека тука западните партнери гледаат на кого може да му веруваат, а на кого не, и дека на крајот се сведува на тоа. Па појасна порака од тоа што имаше сега последната Марфи што ја даде за Македонија, појасна порака, али истовремено и позагрижувачка, не може тоа да биде. Кој знае да чита измеѓу редови, тоа дава до знање дека влегувањето на Македонија во Европската унија не е само од економска гледна точка и така натаму, него е и безбедносно прашање. Ако нашиот стратешки партнер, секам ради јавност, сакам да потенцира дека Македонија од регионот е прва земја која подпишала договор за стратешко партнерство со Америка. Земја која не поддржувала во континуитет, која не поддржува на сите полиња сега да ја набројува и да ти дадат една таква изјава, треба сите да не загржи и прстот треба да го ставиме на глава. Мислам дека Мицковски тоа конечно го сватил, порака му беше исто така што он не се сретна со Марфи, него Марфи се сретна со група на пратеници. Вика ми пренесоа, зашо да ти пренесоа, што не се сретнат да дојдеш. Значи и тоа му се пораки и ја мислам дека конечно треба да свати дека има историска шанса да се испере за сите погрешни политики кои ги води ради некои лични цели. Значи влегувањето во Европската унија не е прашање на поединец, не е прашање на партија. Влегувањето во Европската унија е прашање на нацијата, на државата. Никој нема право никој да си препишува, нити СДСМ, нити ВМРО, дека придонеле за тоа. ВМРО има голем придонес до сега во одработењето така, меѓутоа кога дојде во критичен момент, секој пат се појавуваат како кочничари. Значи, тоа и самото почнување на преговори, тоа е историски настан. Како што е историски настан и влегувањето во НАТО, како што е историски настан и признавањето на Македонската православна црква, и ова треба да биде историски настан кој треба да влегне во историјата запишан со црни букви. Да. Генерале, ви благодарам за ова интервју. Благодарам и јас. Јас се надевам дека и друг пат ќе се видиме.
Тука завршуваме со првиот дел од емисијата, одиме со едни кратки реклами, па продолжуваме со политичкиот аналитичар Бесим Небију.